Климатските промени удрија по земјоделството. Во Источна Македонија годинава поради сушата се преполовија површините под ориз, а најавено е во текот на летото да има и рестрикции на водата за наводнување на посевите во Кочанскиот, Виничкиот, Штипскиот и Овчополскиот регион. Земјоделскиот експерт Васко Златковски забележува дека сме сведоци на непредвидливоста на времето, која е резултат на промените во атмосферата поради загадувањето. Сведоци сме дека дури на 27 април паѓаат слани кои што никогаш во пишаната историја на временските услови не било забележено, што условува на намисла и потреба да се изврши целосно ревидирање на пристапите кон следбените планови кои што овој регион ги има. Имено сведоци сме дека и водотеците во овој период од годината не ги бележат просеците. Калиманци го нема за жал годинава потребниот воден квантум за обезбедување на нормална наводнителна сезона. Поради климатските промени лоши ќе бидат и приносите во полјоделството, што според Златковски време е да се прават нови стратегии за надминување на штетите кои ги носи променливото време, но со вклучување на научната фела, која преку истражување ќе даде конкретни заклучоци и решенија како во земјава да се заштити земјоделството и водните ресурси. Стратегијата мора да биде базирана на екзактни показатели, не од кабинети. Значи треба да се спроведат теренски истражувања, повторно ќе кажам, не од кабинети. За жал најголема дел од стратегиите ги спроведуваат поединци или лица, консултантски куќи кои што ангажираат стручни лица без максимална вложеност на научните институции. Од тука нужно е промена и во пристапот на изработката на тие документи, за да конечно науката биде вклучена, не советодавните куќи да бидат вклучени во изработка на стратешки документи. Министерството за земјоделство мора да вложи и пари во заштита на земјоделските култури, бидејќи научните институции немаат големи средства за создавање на нови сорти на семиња, кои ќе бидат поимуни на климатските промени.